Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија. Овој пат се наоѓам во Република Албанија, поточно речено во општината Пустец, да ги посетам 9 села во Република Албанија, да ги посетам мештаните македонците во општината Пустец, а тие да ми раскажат многу приказни за нивните родни огништа. Почитувани мои, патувајќи низ Република Македонија, патувајќи низ етничка Македонија, користам многу литература, која што таа литература ја наоѓам копајќи низ архивите, како во Република Македонија, така во архивите во Република Србија, Албанија, во Грција и во Бугарија. Меѓу тие архиви се наоѓа, овој пат ќе ми биде водич низ селата во општината Пустец, тоа е книгата на Владо Јовановски со работен наслов "Населбите во Преспа", каде што има и посебен дел за 9 села во општината Пустец. Поминаа речиси 40 години откако во тогашната радио-телевизија Скопје, поточно речено во тогашното радио Скопје, во радиоемисиите Гласот татковината и нашите сонародници во странство, под менторство на бардот на македонското новинарство Владо Гаџовски, ја направив првата радиорепортажа со работен наслов "Рилево село во Донерска околија", а нешто подоцна во утринската програма на телевизија Скопје "Добро утро Македонијо", истата видео ја обликував под работен наслов "Заборавеното село Рилево", каде што си поставив работна задача еден ден не само што ќе ги посетам речиси сите села во вардарскиот дел на Македонија, туку и поголемиот дел од селските населби во Пиринскиот, Егејскиот, во областа Гора која се распостила во Србија, областа Голо брдо и 9 селски населби населени исклучиво со македонци во Мала Преспа во Албанија. Како што одминуваа годините, така мојата работна задача полека се реализираше. Покрај 1700 селски населби, според мојата евиденција, од вкупните 1984 села во Република Македонија, што ги имав посетено, 10 документарни видеозаписи што ги направив во Егејскиот дел на Македонија, од вкупните според евиденцијата на Јован Трифуновски, 2000 селски населби, 5 селски населби од вкупните 28 според евиденцијата на Исмаил Бојда во областа Гора, неколкуте населени места во Пиринска Македонија од вкупните 500, исто така според евиденцијата на Јован Трифуновски, и неколкуте села од вкупните 16 според евиденцијата на Никола Ѓурај во областа Голо брдо. Ете така да речам, дојде денот, како што вели народот, да дојдам и меѓу македонците кои живеат во 9 села во албанскиот дел на Преспа во општината Пустец. Одлуката, така да речам, беше донесена на сам ден на Вртолом 2021 господово лето, кога бев на снимање на нов документарен запис во мариотското село Крушеица, под самата падина на врвот Маргара, на местото викано Света Петка, каде што после неколку поминати векови крушенчаенецот Јоше Сајковски пред 17 години по Божја промисла започна со вообновувањето на многовековниот манастир Света Петка при самиот крај на празнувањето. Пилевчанецот Валентин Поповски ми рече: "Зоране, да те прашам нешто онака по пилевски, ќе може ли?" Како не може, му реков. Дали досега си бил меѓу нашинците во Мала Преспа, во албанскиот дел во општина Пустец? Таму има 9 села, чисто македонски. Голема добрина ќе направиш да направиш некое кадро, оти знаеш и тие се нашинци, македонци пород, многу ќе се израдуваат, ме праша. Долги години се токмам, ама да бидам искрен и пред себе и пред тебе, ама и пред Бога не сум бил, му одговорив.
Ај вака ќе направиме. Денеска сме Вртолом. Од Вртолом до Света Марена имаме точно 30 дена. Имаме доволно време јас да им кажам на нашинциве дека ќе ги посетиме. Јас најсетне ќе те однесам во првото село, после Стење, селото Туменец, и да знаеш, на селото Туменец и селска слава му е, а има и убав манастир, Света Марена се вика, и убај конаци има, а и веднаш до езерото е, со кајќе ќе се оди таму. Се согласуваш, што велиш? Повторно ме праша Валентин Поповски. Како не се согласувам, таман работа, па тоа цел живот го работам. Ти кажи им на нашинцина во Туменец дека заедно ќе дојдеме на гости, шеговито му одговорив. Браво, бре Зоране, браво, таков ќе ми направи на душичкава моја, што досега никој ми нема направено во животот мој, досегашен радосно ми подвикна Валентин Поповски. Почитувани мои, помина речиси 1 година од кога наминав во селото Туменец и 30 дена кога ги посетив селата Горна и Долна Горица, Глобочани, Леска. Ете, според господовото проведение, наминав и во селото Зрновско и за него да направам документарен запис, каде што продолжив со снимањето на документарниот серијал во 9 продолженија со работен наслов Општина Пустец, историографски записи. Почитувани мои, ова мое патешествие кај македонците кои живеат во општината Пустец немаше да биде реализирано без соработката на првиот меѓу еднаквите во општина Ресен, градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиовски и настопанственикот Милчо Кузмановски. Македонско-горничко-преспанската езерска регија, како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски, е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода кога ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Можеби македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа, традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Речено сторено, како што вели народот. На сам ден на Цветници ова 2022 во господово лето, во раните утрински сати од Прилеп преку Битола, Ресен, по магистралата Ресен-Царев двор, граничен премин Стење и по 90 на минути лагана воžња со возилото од марката Мерцедес под команда на Диме Степоле,
откако ги поминавме граничните формалности, заедно со мојот пријател Валентин Поповски, пристигнавме во селото Зрновско. Почитувани мои, да бидам искрен, најпрво пред себе, пред вас, а и пред Бога, пред да дојдам во село Зрновско, неговата околина, ја замислував дека тоа е сета пуста пустелија, а селото, како од оние нашиве заборавените села, со неколку жители, со по некој старец, село со паднати кујки, плевни, обраснати дворови со трња и капини, очекував да го видам Зрновско од времето на владењето на Енвер Хоџа, ама старинскиот лик, ликот на селото, одамна беше заменет со новата современа западна архитектура, со убави кујки, уредени дворови, распослени во непосредна близина на преспанските езерски води, полно село со народ, село со градски карактер, на кое можат да му позавидат приградските и градските населби не само во Република Албанија, туку и во Република Македонија. Владо Јовановски во неговата книга «Селските населби во Преспа», издадена во 2005 година, има забележено своји податоци кои што ги истражувал низ архивите, низ балканските архиви и за селото Зрновско. За селото Зрновско, за неговата географска местоположба и граници го забележал следното. На крајниот југозападен брег на големото Преспанско езеро во северното подножје на Иван планина и Сува гора, расположено во плодната крајезерска рамница во изобилство на диви питоми растенија, на надморска височина од околу 865 метри се наоѓа селото Зрновско. Селото Зрновско се граничи од север со селото Леска и Пустец и водите на езерото, од исток со Церие и територијата на Република Грција, а во чиј склоп припаѓа и селото Орово, од југ и запад се протегаат високите каменити сртови на Сува гора и Иван планина, а преку нив се атарите на селата Голобрдо и селото Звезда. Окото на секој добронаверник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот на Горничевскиот залив, како дел од Преспанското езеро, не може да не го забележи селото Зрновско, кое раскошно блескотеше по зраците на утринското преспанско сонце. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија за селото Зрновско, со кои располагам, копајќи низ архивите ширум балканскиве простори во изминатиот период, да ви ги пренесам и вам, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од македонскиве простори, а и пошироко, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени овде или недопрени, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Исто така за селото Зрновско, Владо Јовановски го забележал и неговиот историски развој. За овај негов развој го забележал следното. Зрновско е старо, повеќовековно христијанско село во кое секогаш живееле православни македонци. Селото се среќува во различни форми и се споменува под името Зрновска, Зрновско, Зрновско и Жарошке. Селото се споменува во повеќе извори од различни периоди. Најрано се споменува во 1568-69 година во турските пописни документи за казата Биглишта. Во 1900 година во делата на Васил Крнчов
Во документите спомените од Илинденскиот период, во 1912 година, кај Георги Трајчев, во 1917 и 1918 година, кај Боривој Милоевиќ, потоа кај Логмижеј Пјанка, Стерио Спасе, Драголјуб Будимовски, Тошо Поповски и Стојан Ристевски. Прво сакам да му се заблагодарам на Мариово филм продукцијата. Исто така сакам да му се заблагодарам на општина Ресен господину Јован Тозиев, кој за ова цел што е продукцијата Мариово филм овде што ви даде ова можност за во Мала Преспа, лично се погрижи општина Ресен, која за жал општината наша не можеше да го возможи. Јас сум пандијани, потекнувам од семејството Јанецки. Имам 29 години. Тоа што сакам да кажам, јас лично сакам за моето родно место, што да се прави повеќе, што можеме секој за да дадеме се од себе за да се направи нешто што повеќе за Мала Преспа, за општината Пустец. Тоа што сакам да кажам, општина Пустец се создава од 9 села, од селото Пустец, која е општина, селото Зрнско, која во моментот сме во едно село од најубавите во Мала Преспа, кој е селото Зрнско, исто така селото Церие, селото Шулин, селото Глобочани, селото Долна Горица, Горна Горица и Туминец. Општината Пустец има околу над 5000 жители, а во моментот, можам да ти кажам, поголемиот дел има заминато, поради нема имано можност за работа, за подобар живот. Појкето се заминати по странство, има, можам да ти кажам, поголемиот дел од жителите се во мајка Македонија, кои тие што се останати овде во Пусец, некои се занимава со земјоделство, со риболов и со така натаму. Првпат селото Зрновско во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвото црковни повелби житија кои датираат од 969 година до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во византичките записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црквната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1335 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич, Несилниот од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Кога
Кога зборуваме за Преспа, без разлика дали во македонскиот дел, дали во грчкиот, дали во албанскиот, има една Преспа е поврзана со голема историја. Тука е цар Самуил, тука е Иван Владислав, тука е Гаврил Радомир. Овдека во непосредна близина се наоѓа и еден остров, ќе може Малиот град, да. Овде сега Мала Преспа се граничи со Македонија и со Грција. Имаме две граници. Малиот остров се наоѓа во Република Албанија, овде кај нас. И сакам да кажам што стално идат туристи од целиот свет. Првото му е да идат овде Зрновско, да го пробат крапот, што ние како традиционално јадење кај нас. И втората опција му е обавезно да одат на Малиот остров. Дека во Малиот остров имаме црква од 12-13 век, која е Света Марија Богородица. И кој да иди од сегде, сака чим иди овде во Мала Преспа, сака да го посети островот Мали град, кој се наоѓа во наша територија во пустец. Податоци за селото Зрновско се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1568-69 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Зрновка, припаѓа наказите Горица, Биглишта и Харупишта, како падишахски хас на нахијата Билишта, брои 9 семејства. Пописниот дефтер од 1665 година, која се однесува за периодот од 100 години по претходниот, ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер, покрај другото, е запишено дека селото и припаѓа на Ресенската нахија и имало 9 семејства, 4 неженети и 4 вдовици, сите христијани. Во пописниот отомански дефтер од 1865 година е запишено дека селото брои 26 христијански куќи. Дека селото Зрновска на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, издадена во 1889 година, каде што за селото е забележано дека селото имало 18 домаќинства со 40 жители, христијани и македонци. Додека пак Јохан Кант во патописот наменет за селото Зрновско запишал дека во 1868 година во селото живеат 40 домаќинства. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија, етнографија и статистика, од 1900 година во Зрновско живееле 250 жители, сите македонци. Според записите на Глигорија Трајчов, кои датираат од 1912 година, во тоа време селото броело 10 куќи, а во селото живееле 104 жители. Според записот на Бранислав Милоевиќ во 1917-1918 година селото броело 15 домаќинства, додека според записите на Кирил Мундишев во 1924 година селото броело 100 жители, а според Стерио Спасе во 1932 година селото броело 156 жители, во 1940 година селото броело 14 куќи, во 1945 година селото броело 201 жител,
Во 1948 година 250 жители, во 1960 година 247, во 1969 година бројот на жители изнесувал 307, а во 1979 година 317 жители и во 1989 година селото брои 71 куќа, 322 жители, за да во 1991 година селото брои 370 жители. Старински родови во Зрновско се Андоновци, Бојчевци, Волкановци и Аргировци, доселени од селото Шулин, Димовци, Крстиновци, Коруновци и Ридовци, доселени од селото Церје, Тановци, Тодоровци и Трповци, додека пак дел од семејните родови на Андоновци и Аргировци се иселени во Елбасан, Танасовци во Подградец, Тодоровци во градот Прењас, дел од Тодоровци исто така се доселени во Валона, Секуловци, Бојчевци во Либраш. Во 1946 година во Војводина, тогашна Федеративна Народна Република Југославија, во Јабука, Пладниште, Качарево, Вршац, Панчево, Смедерево и во други места се иселија дел од семејните родови на Танасовци, Димовци, Секуловци и Танцовци. Колку речи имаш години? 96. 90. Како се викаш? Во името мое, големо е, Христосија, како се вика, Христана. Така. Татко ти како се викаше? Танасе, А мајка ти? Маро, Мајка ти од кај беше, од кое место? тука, Од Пустец, а? Така. Домајчинот твој како ти се викаше? Павле, Павле, а? А свекрва ти како се викаше? свекрва ми, се викаше Кота, Кота, а? А свекор ти? свекор, забаве, Спиро, Спира, а? Така. Ова за да ми кажеш, со домајчинот твој колку Господ челад ви даде? 4, 4, машки и женски. женски, Како се вика? како се вика, Чуките да идеш. викам, Наля, Драгица, Менка, Петра, Колку внучине имаш? внучина. Не може броја, има многу внучина. Многу, а? 12 внучина 12 внучина, 5 внучина е многу. Так, и превнуче има. так. Е многу. Старински родови во Зрновско се Андоновци, Бојчевци, Волкановци и Аргировци, доселени од селото Шулин, Димовци, Крстиновци, Коруновци и Ридовци, доселени од селото Церје, Тановци, Тодоровци и Трповци, додека пак дел од семејните родови на Андоновци и Аргировци се иселени во Елбасан, Танасовци во Подградец, Тодоровци во градот Прењас, дел од Тодоровци исто така се доселени во Валона, Секуловци, Бојчевци во Либраш. Во 1946 година во Војводина, тогашна Федеративна Народна Република Југославија, во Јабука, Пладниште, Качарево, Вршац, Панчево, Смедерево и во други места се иселија дел од семејните родови на Танасовци, Димовци, Секуловци и Танцовци.
Втората половина на 18 век за Зрновско е период на обновување на селото испразнато со опустошењето на Арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рами и силеџии, уништен од отоманскиот падишак. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни шакални зданија врз претходно разорнатата селска црква Свети Петар, кое се наоѓа во југоисточниот дел на селото, од десната страна за Церје спрема албанско-грчката граница. Се смета дека потекнува од 14 век, реобновена е во 1930 година. Во 1967 година претворена е во народен магазин. Во 1996 година со помош на Македонската православна црква повторно е реобновена. Во местноста Расадник се наоѓа уште една црква со име Свети Никола, која е од 17 век. На повеќе места во атарот на селото Зрновско се наоѓаат црквите Света Елена и Костадин, Свети Вангелија, Света Недела, Света Марена, Свети Антонија, Света Петка, која во 1967 година била разрушена, за да во 1991 година врз старите темели ја обновиле Петре и Цветко Аргировски. Селото Зрновско уште од памтивека имало учени луѓе. Првото училиште е отворено во 1889 година во црквата Свети Никола. Наставата била изведувана од селските питропи попови на македонски црковен и книжевен јазик и писмо, за да за време на Балканските војни и за време на Првата и Втората светска војна наставата наизменично се извршувала најсетне на грчки, потоа на бугарски, а потоа и албански јазик, за да од 1946 година на македонски мајчин јазик. Училишната зграда е изградена во 1922-23 година. Прв учител бил Борис Малевски. Исто така, Владо Јовановски ги има забележено и дел од историското минато на ова село. Во ова книга за историското минато на Зрновско го има забележено следново. До 1912 година Зрновско беше под турско владение. Во тој склоп и беговски чифлик, под кој остана се до 1944 година, кога земјата беше вратена на селаните. Како последни бегови во селото се споменуваат Селимбег и Чазимбег. Во подготовките и текот на Линденското восстание селото земало активно учество. Како комити и линденци се споменуваат Вангел Тодоровски, роден во 1885 година, а загинат во 1902 година, кој се самоубил во една борба со турците во селото Волкодери, Ресенско, за да не падне во жив во рацете на непријателот, и Кристо Трајче Аргировски, роден во 1887 година, а неговата погибија не се знае. Во Балканските војни во 1912 и 1913 година падна под грчко владение со сите последици на грчката денационализаторска политика спрема македонското национално малцинство. Селото Зрновско не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, каде што во 1912 година селото припаѓа под српска власт, за да во 1913 година под грчка власт, како и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата, машкото население првично било мобилизирано од грчката војска, каде што поголемиот дел од мобилизираното машко население, кое е било испратено на Македонскиот фронт, поголемиот дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а преостанатото население било ангажирано во превоз на воена опрема и изградба на фортификациони објекти и патишта за потребите на боиштето. По завршувањето на Првата светска војна, селото потпаѓа повторно под грчка власт, каде што од 1919 година до 1922 година
зрновчани биле мобилизирани во грчко-турската војна, а со договорената размена на територијата помеѓу Грција и Албанија, Зрновско припадна на албанската држава со сите последици на тогашната албанска политика спрема македонците. Во 1939 година Албанија е анкетирана од страна на Италија. Во 1940-41 година повторно машката популација од селото Зрновско беше мобилизирана во албанската фашистичка армија, како и престанатото население и природно учествуваше во грчко-италијанската војна. По капитулацијата на Италија во 1943 година, селото Зрновско беше дел од слободната територија на Народно-ослободителната и антифашистичката војна на Албанија, а и на Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Во месец декември 1942 година и месец јануари 1943 година во селото престојувал партизанскиот одред Даме Груев, каде што е формиран и првиот народно-ослободителен комитет во селото, а во октомври-ноември истата година и првите партиски челии на Комунистичката партија на Македонија и Сојузот на Комунистичката младина на Југославија. Во текот на Народно-ослободителната војна, 19 партизани се бореа во партизанските одреди и единиците на Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија, од кои тројца ги положија своите животи на боиштето ширум Југославија. Оскудното поле ги приморало мештаните од селото Зрновско својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Презиме? Трпо, А моминско презиме? Мали. Така. Од кај си ти од оде исто? Јас од Пустеца, бев мажена во Горица Така? и го зедоме зето домазец, зашто немаше татко дечина. Така? Живееме заедно 24 години со Така. мажо. Родиме 3 деца, едно машко, 2 женски. Чупата голема Мајлинда се. Така? Детето второ Спасе. Така. Чупата трета Ристосија, името на баба му. Така. Колку внучине имаш? Имам 5 внучини. Како се викаат? По-големото се вика Емилија. Така? Второто Сара, третото Марина, четвртото Пауля и најцетино мошко Ангел. Кој ти е ојче го помило првото или сугарето Ангел? Помили ми са ови на дечината, ще имам дома. Така. И тие ми са милием ови домашните чупина, Так. ми са многу мили. Така. На син. Така. Кој ти се оде комши за лошо зарно што се викат околу тебе? Не може, не така. Кој ти се комши? Комши си имам ја тука, си имам браќет. Така, како се вика? Цвет. Така. Со све невеста, Така. стоиме си грееме, браќет, тие сами сте две чупиме, ама жени ме дале по семената во Америка, едната во Тирана. Така? Намна име тука. Така. И одвака имам комши други, еден Јонче се вика, Грозда. Така. Другите празници, тако ги са сеј да родите. Така. Се имам и сестра ми, та убил сама мијат. Така. Може мој починат. Така. Сино си го има во Германија. Чупата се има во Охрид и таа ми е убил сама и та тука се Така. исполна згре. Оде во кооперација имате продавница во селово? Имаме продавница. Што има во продавница? Се има. Се има? Се има. Так. Леп си купуваш или си месиш? Леп си ми, јас сам. Има 35 години што е делена
Откад се делим од кооператива, само си го правя, Так. фурна си има. Так, Си так. станам рано, си го меса, си го пече, кога ќе стане младите лепо ќе го изват од фурна. Што вика старите лепче од месево нема никаде. Нема од домашното по. Така е, така е, така. Сама, свие, сама си. Друго, што оќе употреба што изума, кромиче, грабче, што треба? Кромиće, grapće, krtuli, karoti, bamje, bizele, sve, luk, pčenica, miser, sve nešto, sve sami si pravimo za jadenje. Само за дома, на пазар не носи. Ne prodavamo ništa. Tak, Kukuzana, znaš, njema Tak. mjesto to naše, toliko praje. Tak. Njema voda tu kad ćeš da ga vadiš, Tak. slušaj, ovošće si imame, sve si imame, posebno bavča si imame, manaka su slivi, magarski su sve. Так. Si rabota meso, dete to, lozija si imame. Так. Пченичка нешто сеете? Seme, pšenička, včera poseme 2 dulumi. А, добро. Su deteto, čjenka, pšenica imame 2 dulumi poseme, Tak. čjenka poseme včera i grad, 2 dulumi su deteto su magarinata. Ако се погоди година, отприлike колку грабче ќе извадиш вака? Blizu, kuntalka savjetno makedonski. 100 kila. 100 kila, 100 Tak. kila. Tak, 100 kila blizu, može da Так. izdaš. Компирче не садите? Seme, kako nije kampirče posadeno imame. Така. Отприлike колку ќе роди ако бидува годината? Годината не семе много, никога. Так, За себе так, се семе, так. 3-4 кунтали, достане се за цела зима. Убаво. Не, Так. за цела зима. Да се ми здраве и жива, да ти е здраве и жива фамилијата, па да кој ќе дојме следниот пат, бабичкава да види уште Уште поздрава. поздрава да. Така. Баба съм се. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани. Светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат бесмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, како пример за врвно херојство. Овие луѓе живеат и во македонската историја, односно поточно би рекол запишани се во македонската историја, меѓутоа и во колективната меморија на македонскиот народ. Само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умира. Кога секој добронамерник ќе дојде во Зрновско и кога ќе прочита ни селските сокачења и пачења, ќе се одушеви што старото одавно му остапило место на новата современа урбана архитектура, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните од селото Зрновско, на чиј современ градски живот можат да им позавидат и некои помали градски и приградски населени места, не само во Република Албанија, туку и во Република Македонија. Почитувани мои, иако на мојот престој во селото Зрновско му се ближеше крајот, не се заминувам од албанскиот дел на Мала Преспа, овој пат ќе останам малку подолго, за да направам документарни записи и за селата Устец, Церје и Шулин.